Вчерашните изјави на Бранко Црвенковски и Љупчо Георгиевски, како што кажавме на самиот почеток на вестите, предизвикаа револт кај иселениците. По нивните изјави тие жестоко реагираа за предавничките ставови на овие двајца политичари кои едно време беа на чело на државата. Радио Илинден Мелбурн разговараше со двајца соговорници. На почетокот од вестите имавме прилика да слушнеме дел од овие разговори. Во продолжение, слушнете го целото размислување на една наша сонародничка и мислењето на Тони Науновски, историчар, колумнист и аналитичар. Почитувани слушатели, иселениците реагираат на безмислената изјава на Бранко и Љупчо Георгиевски. Доаѓаат реакции од секаде. Имаме на линија една наша македонка која е доста повредена и сака да го искаже своето мислење и чувство. Јас не сакам да сум безимена, затоа што сум македонка и мојот јазик е македонски и мојата татковина е Македонија, без врска каде моментално живеам и колку време живеам или каде сум родена. И мислам дека многу од нас така се чувствува. И јас не сакам да си ги премолчам и безимена моите предци, нити да им го одземам правото на моите идни генерации, на моите идни потомци, да им го одземам името, јазикот, идентитетот. И илузорно е и монструозно, поготово изјавите од Црвенковски и од Георгиевски, да ми во 21 век одредува тие двајцата идентитет, јазик, име. Ние сме вековен народ и како секој народ што има право на своја самопределба, имаме право и ние. И по мене све ова што се денес случува, поготово изјавите за промена во Северна Македонија, горна точка, запирка, двојно, формула, не доаѓа во предвид. Луѓето мора да сватат едно, да за никоја цена идентитетот, името не се менува, не се дава едноставно. За мене тоа лично монструозна идеја, тоа може да го изјави само патолошки ум, крволоче за власт и за пари. Токму тоа што се предложува е и целта на соседните држави. Промена на името значи дека нас ќе не снема. Како народ и мене лично не сакам да ме снема и не сакам да сум безимена. Ниту па сакам утре да ми го снема тоа што да го снема нашето минато, нашата историја. Не доаѓа во предвид. Мислам, дури можам ова да го примерувам со геноцид. Духовно, културни, историски геноцид едноставно. Не можеш ти еден народ да изближиш преку него затоа што му на некој политичар текнало да го променува името во Северна Македонија за влез во Европска унија или за влез во НАТО. Абсурдност. Да бидеме искрени, уште повеќе боли тоа кога ќе слушаме од наши до вчерашни водачи и што е водева државата, а сега тоа го кажуваат. Апсолутно, мене не ме боли тоа што сака, што притиска Европска унија или што НАТО нас. Тие сите се изјаснија дека се за промена на нашето име и сите ни ветува влез, да, али кога ќе го промените името. Тоа не е толку болно. Зошто не е болно? Затоа што не може да те боли некој што не ти значи ништо. Тие од надвор не можат нас да не иако знаат добро дека тоа е кршење на сите меѓународни права, пошто нашето име е нашето право на самопределба. Али, гледајќи од наша страна, не може да не боли што рекол ЕУ и НАТО, може да не боли тоа што рекол наш човек. Многу повеќе и многу потрагично е. И да не е трагично, дури би било смешно. Да, јас не познавам политичар во било која екс-република, да речеме, од поранешната Југославија, дека би пристанал на такво нешто како тоа што се сега прави кај нас, што Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски со сета сила за еден влез во Европска унија одат на се, само да се сменело името, да се влезело во Европска унија. Тоа е криминал. Да, која е вистинската порака од вас лично во име на иселениците и до нашите политичари, до нашите македонци во Македонија и до нашите иселеници? Мојата лична порака е не, стоп за сите преговори напред. Нема никаква смисла, ние знаеме дека нема никој пат да влеземе не во ЕУ, не во НАТО, се додека не го промениме името. Така да нема смисла за јалови преговори, подобро е да си се окрениме према домашните работи и си работаме на просперитетот и иднината и напред како што се работи. Пораката е само се македонско единство да створиме,
сите каде сме низ цел свет за доброто, прво за нас македонците да обстаниме и да обстани нашата мајка Македонија. Без врска на политичка верска определеност, сите сме македонци и мора еднаш да не биде, затоа што сега мислам и дека и прави момент и треба да сме сите свесни дека се води голема битка за нашето име и дека е историска таа битка и ако сега се попушти, враќање назад нема. Значи, попуштање не сме да биде, затоа сите цврсто и обединето напред, без попуштање на било кој политичар, на било кој надворешен притисок за промена на името. Името ти е идентитет. Што значи за вас Македонија? Се. Македонија е земја во која сум родена, во која сум и одраснала, еден дел на моето детство, рано сум оцелена, никогаш разделена. Да ни е жива и вечна Македонија. Вечност и вековица. Слушнавте претходно и неколку изјави од наши иселеници кои беа навистина повредени и доста се чувствуваа нервозно од изјавите на Лупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Па решивме сега да слушнеме едно размислување од наш познат историчар, колумнист и аналитичар во последно време кој е доста активен на секаде, и гостине во сите телевизии, радија, Тони Науновски. Веќе практично вие го поставивте прашањето кое што е многу важно по своите значења и со своите импликации, но она што вие го рековте дека македонците се повредени и вознемирени од овие изјави, не само вие, не само тие, секој македонец е вознемирен и реакциите по вчерашните изјави на Лупчо Георгиевски и на Бранко Црвенковски, кои што на еден или на друг начин се совпаѓаат и практично по своите импликации значат исто, се апсолутно големи кај секој самоосвестен македонец. А такви, за наша среќа, има се повеќе и повеќе низ светот. И во таа насока, доколку сакате прво да ја коментирам онаа теза на господинот Лупчо Георгиевски, која што вели сосема експлицитно и не е првпат во неговите политички изјави да кажува вакви скандалозни и навредливи за секој македонец тези, а тоа е дека името Северна Република Македонија, односно Република Северна Македонија е достоинствен, наводно според него, компромис, кој што нема според него да наштети на нашиот македонски национален и државен идентитет, што е апсолутно неточно. И јас најпрво би сакал да, доколку ми дозволите, се разбира вие како водител, да ја го кажам своето мислење за сето ова. Да, секако повелете. Да. Значи, веќе и малите деца низ широм светот и во Македонија го знаат ова што го зборуваме. А тоа е дека менувањето на макар и една буква од нашето свето име Македонија и македонци ќе значи целосно поништување на историскиот континуитет на нашата држава и на нашиот народ, односно на сите нас. И не само на нашите предци или на нас, туку и на нашите деца и внуци. Така да ова што го кажува Лупчо Георгиевски, кој што е прв практично од посериозните, условно кажано, политички партии кој што ја промовира оваа теза веќе извесен период, а тоа е дека мораме да направиме компромис, односно да се согласиме со менувањето на името и на нашиот идентитет заради абстрактните и нереалистични придобивки кои што би значеле влез во НАТО и во ЕУ, се апсолутно неприфатливи не само за мене, туку верувам за секој самоосвестен и вистински македонец. И веројатно ова е уште една, како да кажам, да не звучам прегрубо, идеолошка флоскула и пропагандна мисла која што е можеби, кој знае, во координација со известни структури на моќ и политички структури кои што практично не им мислат добро на нашата држава. И во таа насока мислам дека секој македонец и секоја сериозна политичка партија, а посебно ВМРО да помене, бидејќи тие имаат доминантна улога моментно во собранието на Република Македонија, во владата, и како што знаеме и председателот на Република Македонија е нивен избор. Мислам дека нема да го сватат сериозно ова негово барање, ние да прифатиме компромис
и мислам дека тоа не само што мислам, туку практично и сум уверен, со секој ден се повеќе, следејќи го расположението на јавно-политичкиот дискурс во Македонија и не само во Македонија, кај сите светот. Компромис нема. Компромис може да биде условно кажано само она двојна формула, а тоа е само Грција со нив да најдеме взаемно прифатливо решение. Сето друго би било уништување на нас самите како индивидуи, како македонци, како народ, како минато, сегашност и иднина. И во таа насока сигурен сум дека ова нема да предизвика посериозни последици, освен можеби да ги засили амбициите и плановите на сите оние непријатели на Македонија, а такви ги има многу. Не само овде, туку и широм светот. И може да придонесе за уште поголема дестабилизација не само на политичката, туку и на безбедносната состојба во Македонија. Меѓутоа, одговорност и последиците да се надеваме дека македонците широм светот во Македонија, рековме, нема практично не сме име да ги делиме. Се надевам дека ќе казнат сите овие политичари, како овој кој што кажа таква скандалозна реченица, дека ние мораме и треба да направиме компромис. И се надевам дека на избори ќе си ја добие заслужената казна, а онаа другата за историјата, за тоа ќе судат нашите поколенија, да сме живи и здрави. Сакаме да му се објасни дека гледам истата замка, истото замојување на народот го вршат како пред подпишувањето пред Охридскиот договор. Деме како сни го подпишеле, че после подпишувањето ќе било мед и млеко. Деме како сега сни го сменеле името, ако сни влезеле во НАТО, ќе било мед и млеко. Значи, сакаме да направиме разликата. Ето се подпише Охридскиот договор, бе обеќан. И стана полоша за Македонија. Да, тука сте во право, господин Дончев, видете. Да не се навраќаме наназад на траорните мигови во нашата македонска историја пред 10 години. Веќе е докажано, со факти аргументирано, на 1000 начини покажано, дека Охридскиот рамковен договор е нашиот најнов и најголем современ македонски национален пораз. Тоа не е спорно. И наместо македонските политички партии да пронаоѓаат консензуси и договори внатре себе, да една за секогаш да почнеме да го воспоставуваме она македонско единство за клучните национални и државни интереси, наместо да се смируваат помеѓу себе, клучните македонски политичари и политички партии се повеќе и повеќе се караат меѓу себе, што е голема трагедија. И мислам дека една за секогаш треба да дојде некоја нова помлада генерација и од вас и од мене на политичари кои што ќе свати дека нема друг начин за нас македонците освен сите да бидеме сложни барем за основните работи, не за се, тоа не е можно. Ова е демократија. Ние можеме да се разликуваме за идеи за субвенции во земјоделство или за, не знам, политика во учебникарство и така натаму. Меѓутоа, за во однос на клучните национални интереси, ние мораме да постигнеме консензус по примерот на сите оние држави кои што се денес, и не само денес и наназад, во историјата просперитетни. Значи, во таа насока, Охридскиот рамковен договор треба да се поништи, тоа не е спорно. Но, да се вратиме на клучното ваше прашање, што е тема на овој наш разговор. Се надевам на взаемно задоволство и на слушателите кои што ќе го слушнат тоа. Значи, вчерашното, синоќешното интервју на лидерот на СДСМ имаше исто така многу скандалозни тврдења и погрешни тези, односно да не кажам лаги. Да не се навраќаме на сите оние околу економијата, сиромаштијата, кој е виновен за приватизацијата и така натаму. Значи да се задржиме само на ова во контекст на ЕУ и на НАТО, што е многу поважно отколку сиромаштијата во Македонија. Како да ви кажам, Македонија е добра земја, секогаш има храна. Значи никој во Македонија не умрел и нема да умре за храна. Ние сме сиромашни, ние немаме, како да ви кажам, огромен GDP и така натаму, но за основен живот, мислам дека сите македонци имаат, но тоа се други прашања, значи да се задржиме на околу тезите на Бранко Црвенковски и во тој контекст и на Лјупчо Георгиевски во врска со ЕУ и со НАТО. Се разбира дека ЕУ со оглед на ова огромна криза финансиска, монетарна, оние структурни реформи кои што во моментот се случуваат во управувачките тела и институции на Европската унија, како резултат на должничката криза на Грција, Португалија, Италија и така натаму. Значи сега се тие во процес
посебно по изборот на новиот француски претседател, на се поострите изјави на Меркел дека Германија може да ја напушти еврозоната, по дистанцирањето на британците и така натаму и така натаму. Значи, битно е што сега таму се случуваат многу важни прекршувања во самиот поим, структура и концепт на Европска унија. И во таа насока сега, денес, можеби пред 10 години, пред 5 години не било така. Меѓутоа денес, апсолутно влезот во Европска унија не носи барем не големи бенефити, дури и во економска смисла. А жртвата која што се бара од нас упорно да го смениме името, односно да се самоуништиме себе си заради наводно зголемување на инвестициите, е апсолутно, како да кажам, смешна. Како менување на име заради некакви инвестиции, ако воопшто и ги има. Слично е и со НАТО. Тие по неодамнешниот за вчерашниот самит на НАТО во Чикаго, повторно застана практично и имплицитно и па дури и експлицитно на Грција. Изјавата на Расмусен е многу груба. Ние имаме пресуда од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, кој што вели Грција не смее да не блокира под привремената референца. Тие тоа го направија во Букурешт, тие тоа сега го прават. Значи, ова треба да се осуди од секоја држава, од секој нормален политичар на овој свет. Значи, Меѓународниот суд во Хаг е апсолутна инстанца која што мора да се почитува, да се респектира и заклучоците пресудата апсолутно треба да се реализира, имплементира. Тие тоа не го направија, што значи слично како и во случајот со Европска унија, веројатно станува збор за некои посериозни, како да кажам, игри околу нас, нашата нација, нашиот народ и нашата држава. И во таа насока слично како и за Европска унија и за НАТО. Заблуда е не само на Бранко Црвенковски, Лјупчо Георгиевски и многу други, некои оние што овде барем ги нарекуваме соросоидија, со кои што секојдневно се конфронтираме со мислењата и така натаму. Значи, заблуда е да мислиме дека доколку го смениме името и влеземе евентуално во ЕУ и во НАТО, особено во ЕУ ако не се распадне, тоа ќе видиме, неизвестни се состојбите, дека ќе тече, како што вие убаво тоа метафорично го кажавте, мет и млеко. Нема да биде така. Ние сме обкружени со држави кои што Бугарија, Грција и Албанија и Србија. Се разбира, Косово не го сметаме, бидејќи Косово не е држава, него е протекторат. Значи, сите трите околу нас се членки на НАТО. Ние немаме проблем со надворешна безбедност. Ние имаме проблем евентуално со внатрешните состојби во однос на безбедноста. Со Србија апсолутно имаме добри односи, белким никој не мисли дека имаме сериозна закана од таму. Тама работа, ние сме иста религија, сличен јазик и така натаму, така да евентуално Косово станува опција како безбедносна закана, но имаме капацитети, перформанси, ресурси да се справиме со тие евентуални, а и не толку нереалистични закани по некои изјави на косовските политичари, но тоа е веќе друга тема. Значи, сакам да ви кажам, апсолутно ние немаме некоја ургентна потреба да влеземе под тој така наречен штит, заштитен на НАТО. Нас кој ќе не напаѓа да ние мораме да направиме таква не огромна, него би рекол судбинска жртва, за да влеземе за да, условно кажано, ја елиминираме потенцијалната опасност по нашата надворешна, на некој начин и внатрешна безбедност. Значи, нема такво нешто, немаме никаква ургентна потреба, ние сме држава, имаме институции, какви такви, слаби се, деструирани се со примањата на, условно кажано, да не бидам погрешно сватен, полуписмени или неписмени припадници на албанското малцинство, но да се надеваме дека работите ќе станат како минува времето, се подобри, дека ќе си ги подобруваме квалитетот и моќта на нашите државни институции, дека ќе ја вратиме националната самодоверба, процес што се случува веќе известен период и зашто многу се радувам и колку можам придонесувам. Така да, овие изјави на господин Лјупчо Георгиевски, господин Бранко Црвенковски се само уште еден показател дека избирачите во Република Македонија и оние кои што имаат право да гласаат, како што се оние во Австралија, Канада и така натаму, насекаде во светот, треба да бидат многу внимателни и да размислат 3 пати за кого ќе гласаат на било кој, а особено на следните избори. И во таа насока, јас овие нивни изјави не ги третирам сериозно, не им придавам огромно значење, тие се само уште еден начин како тие да понајдат некои елементи кои што побрзо и на недемократски и на многу антимакедонски начин би ги довеле повторно
во позиција да ја превземат власта. И во таа насока ви благодарам на прашањата, доколку имате уште некои прашања, повелете. Господин Науновски, уште едно прашање, односно која е вашата порака? Па мојата порака е вака, видете, мора да веруваме во нас, во нашата држава, во нашата историја, славна историја, мора да се потсетиме на жртвите и на напорите, на огромните жртви кои што нашите предци ги имаат дадено за ние да имаме Република Македонија. Значи, размислете малку подлабоко. Јас тоа понекогаш го разговарам со своји пријатели. Колку им било, зарем им било полесно на нашите предци? Зарем тие живееле поубаво? Па не, ама имале повеќе деца, дале жртви. Значи, правеле востанија, се бореле на секој можен начин да ја создадат оваа држава. Денес, кога сонот е остварен, кога имаме наша независна држава, 20 години веќе, иако и претходно сме имале во Југославија и така натаму, одредено ниво на белези на државност, се едно, значи ние мораме да направиме колку што е можно да дадеме, секој од нас поединачно, на било кој начин, каде може, во култура, музика, уметност, бизнис, инвестиции, медиуми, како вие, например, и многу други. Секој од нас мора да даде придонес кон Македонија, за иднината на нашата држава, бидејќи знаете која привилегија е денес да си има своја држава, дури и во денешниот свет. Суров е, како да ви кажам, свиреп е универзумот, свиреп е овој свет. Курдите се 12, дури мене ми кажа податоци над 15 милиони. Ние сме 3 милиони. Значи тие се 5 пати повеќе од нас, ако не и повеќе, а немаат своја држава. А ние имаме. Ние треба да бидеме среќни заради тоа што имаме наше парче небо и земја, без разлика што сега живееме во Австралија, пример, во Канада, во не знам, Белгија и така натаму. Пак е тоа наша држава, имаме своја држава, можеме кога сакаме да се вратиме на земјата на нашите прадедовци, да си направиме таму куќа, или веќе имаме, или да дојдеме, да го почувствуваме ова небо, оваа земја. Ме разбирате, во таа насока, мојата порака од секогаш била и ќе биде. Секој македонец нека биде горд македонец, горд на своето минато, на својата сегашност и нека даде колку може за иднината на нашата и негова и сечија на секој македонец, каде и да е, од која генерација да е Македонија. Значи таа треба да ни биде, Македонија треба да ни биде парадигма, символ. Значи спиритус мовенс, ако сакате, треба да ни биде олтар на кој што секојдневно, да се изразам така поетски, секојдневно ќе се поклонуваме пред тој олтар и ќе даваме колку што можеме да правиме посвет за секој македонец. Што значи за вас Македонија, лично за вас Македонија? Се, како да ви кажам. Македонија значи лично за мене се. Прва и последна работа во животот кој што ме означува мене и не само службено, туку како да кажам и приватно. Ние сме, како да ви кажам, Македонија, ние сме она што сме како личности, како индивидуи, благодарејќи на историјата на нашите предци и на она што самите сега ние го правиме. И она што треба сите ние да го знаеме, тоа е дека реалноста ние ја креираме. Значи ние ја правиме државата. Ги слушавте вестите на Радио Илинден Мелбурн. За повеќе информации посетете веб страната www.radioilinden.com.au.